Последниве 10 години се дадени 1 милиарда евра субвенции во земјоделството, а производители има се помалку. Потрошувачите пак наместо да купуваат домашни локални производи со висок квалитет, повеќе се насочени кон странските производи. Увезуваме храна од 1000, 5000 и 10.000 километри далечина, иако неколку километри од нас се произведува високо квалитетна храна, беше речено на денешната пресконференција по повод првиот пазар на органски производи Pazar.org, што ќе се одржува следните 3 саботи во јавна соба во Скопје. Како што најавија организаторите, јавна соба и првата задруга на потрошувачи на органска храна Добра земја и продавницата Бакалница Нет станува збор за урбано шопинг доживување, кое ќе понуди свежи органски домати, краставици, пиперки, рукола, зелка, компири, но и органски јаболков оцет, маџун и кашкавал. А целта е да се подигне свеста кај граѓаните дека органската храна е поздрава, да се разбие стигмата дека е недостапна и скапа, како и да се поддржат домашните локални производители. Посетителите на пазарот ќе имаат можност не само да купат, туку и да дегустираат храна, како и органско вино од мали семејни винари за кои никогаш не слушнале. Се тоа ќе биде зачинето со добра музика и мини игротека за деца, велат организаторите. Идејата не е промоција на производителите. Имаме и просветителска улога во целава приказна зашто треба потрошувачите да ги навикнеме на производи кои се произведени на локално и кои се со висок квалитет. Индустриското производство е надминато. Се враќаме на вкусовите на нашите баби и дедовци, но со нови технологии, знаење и квалитет. Со законот за малите произведувачи на храна се направија правилници и од 2020 година веќе некои од малите производители добија сертификати. Речи се ниту еден производ нема баркод, се работи за мали автентични серии на производство, но секој производ вреди повеќе од парите со кои се плаќа, зашто во него се внесени традицијата и љубовта на производителот, изјави Владимир Куновски од продавницата Бакалница Нет на мали семејни производители направени по традиционални рецепти кои не можат да се купат во маркети. Според модераторката на настанот Ана Јовковска, Pazar.org има многу поголем и поширок концепт, а тоа е пред се пријателството со природата и поддршката на локалното домашното органско производство. Пазарот за органски производи ќе биде отворен во сабота 19 јуни во 10 часот на зелената тераса на јавна соба, а ќе продолжи следните 2 саботи на 26 јуни и 3 јули. Според организаторите, редно и децата, посебно оние од Скопје, да пробаат непрскано јаболко или домат или барем да видат каков е нивниот изглед и пошто се разликуваат од индустријските.